Повеќето жени произведуваат звуци во кревет и тоа дури и кога не доживуваат оргазам. Зошто жените се гласни за време на сексот? На ова прашање се обидува да одговорат научниците кои го започнаа ова истражување на оваа тема уште во 2011 година. За време на истражувањето испитана е 71 жена на старост од 18 до 48 години и прашани се за звуците што ги испуштаат за време на сексот. Откриле дека повеќето од нив прават звуци во кревет, а некои го прават тоа дури и кога не доживуваат оргазам. 66% од нив признале дека стенкаат за да го забрзаат оргазмот на партнерот, додека 87% од нив го прават тоа за да се чувствуваат посекси и полни со самодоверба. Додека женските оргазми најчесто се постигнуваат за време на предиграта, копулаторната вокализација е на највисоко ниво пред и симултано со оргазмот на мажот, заклучили истражувачите. Освен тоа додаваат дека жените вметнуваат звуци за да ја намалат досадата во кревет. Меѓутоа, научниците не откриле дали жените стенкаат само заради мажите. Не постојат толку многу истражувања во оваа област, но идејата дека стенкањето е поврзано со оргазам и со добар секс е популарно. Затоа стенкањето е прилично мудра стратегија на глумење оргазам, но всушност нема ништо мудро во тоа. Ако стенкате му давате на партнерот до знаење дека се прави како што треба, а тоа очигледно не е така, вели професорката по сексуално образование Пети Бризбен, која ги советува жените да користат стенкање и звуци само кога нешто е добро, а не кога сакаат да го прикријат она што не е, за побрзо да заврши работа партнерот. Зошто жените се гласни за време на сексот? На ова прашање се обидува да одговорат научниците кои го започнаа ова истражување во 2011 година. Сексот може да биде целосно поинаков поради звуците кои ги испуштаме, а ова се вистинските причини зошто жените стенкаат за време на сексот. Една од најчестите причини зошто девојките воздивнуваат и стенкаат за време на сексот е поради тоа што стенкањето е нивниот автоматски одговор на задоволство. Задоволството кое произлегува од сексот може да предизвика звучна и несвесна реакција. Секако жените стенкаат и кога нешто ги боли. Ако партнерот е бил малку погруб или погодува место кое баш не им одговара, и тоа може да доведе до стенкање. Тешко е да заборавиме на сите проблеми кои не прогонуваат во текот на денот, па дури за време на секс некои од тие негативни емоции може да пронедат пат до мозокот. Стенкањето е начин на кој партнерката враќа во игра. Стенкањето е одличен начин жената да му покаже на партнерот дека ужива. За време на секс ги користиме сите сетила, па така слухот не би требало да биде запоставен. Ако на стенкањето гледаме како на изразување без зборови, тогаш лесно може да се свати дека тоа може да го промени ритмот на сексот. Некои мажи толку се возбудуваат од сексуални звуци што можат да постигнат врв значително побрзо ако го слушаат она што го сакаат. Сексот понекогаш може да потрае, а стенкањето е одличен начин да се забрза работата. Ако жената точно знае што треба да направи, може да го промени ритмот на своето тело и тонот кој го испушта и на тој начин да ги успори работите за партнерот да не заврши прерано. Сексот е супер, сексот е важен, сексот е напнат, возбудлив и со вистински тонови може да биде уште подобар.